Нема договор меѓу владата и професионалните војници. Ниту едно од барањата што на двочасовната средба го изнеле војниците пред премиерот и министрите за одбрана и финансии не било прифатено. Премиерот Груевски, како и ресорниот министер Коњановски, понудил можност за активна резерва и по навршување на 38 години. Ние остануваме овдека до крај, додека не се најде конечно решение кое од двете страни ќе биде прифатливо. Не сакавме да направиме никаков проблем на владата, но ние мора да идеме до крај, да најдеме решение кое ќе биде соодветно за нас, за сите професионални војници и за нашите фамилии. И од владата и од кабинетот на председателот излегоа со соопштение во кое велат дека проблемот на војниците може да се реши преку активна резерва. Овој концепт предвидува професионалните војници до 48-та година да добиваат по околу 6 до 7 илјади денари месечно, еден викенд во месецот да одат на обука, можност да учествуваат во странски мисии, а за тоа време да им биде покриено здравственото осигурување. Се остава и простор државата да ги доквалификува да најдат работа во цивилниот сектор. Барањата на војниците ги поддржа од партијата на Љубе Бошковски. Оттаму предлагаат проблемот со оваа категорија да се реши по словеничкиот модел. Ги прашуваме премиерот и министерот за одбрана. Дали на овој начин планирате да ја оставите државата без армија и на тој начин да ја разнебитите до крај? Однесувањето на оваа влада кон сите оние кои се или биле во служба на државата во незината одбрана е понижувачки. Професионалните војници веќе трет ден се пред владата. Најавија дека нема да се повлечат од Илинденска.